ДИК постапиле уставно и законски кога го донеле правилникот со кој им се овозможи на независните кандидати да се кандидираат со 2 потписи, оценија мнозинството уставни судии кои денеска одлучија да не се поведе постапка за оценување по иницијативата на Светскиот македонски конгрес на Тодор Петров. Председателот на Уставниот суд рече дека во плодната, конструктивна и на моменти остра расправа преовладеал клучниот аргумент дека иако по укинувањето на одредбите од нивна страна, изборниот законник не го регулира критериумот и понатаму се насила одредбите дека ДИК може да го регулираат прашањето со правилник. Државната изборна комисија има правен основ и таа била должна да донесе таков правилник. Должноста на ДИК да го донесе тој правилник се базира не само на одредбите од изборниот законник, туку и непосредно на уставните одредби. Значи, Уставот дава сериозни гаранции за активното и пасивното избирачко право, на можноста секој да учествува во политичкиот процес. И особено е важна одлуката на Уставниот суд. Ако што е општо задолжителна за сите, нашата одлука е задолжителна и за Државната изборна комисија. Би било огромно и многу тешка повреда на Уставот и непочитување на нашата одлука доколку ДИК не постапел на овој начин. Замислете да немаат право независните граѓани, да нема критериум по кој тие би учествувале во изборниот процес. Дали тоа би значило исполнување на нашата одлука? Тоа би значило брутално показување и на нашата одлука, и на Уставот, и на изборниот законник. Костадиновски појасни дека кога во одредени околности се укинати или поништени некои одредби, тогаш и право и должност на законодавецот е да ги пополни тие правни празнини. Во случајот собранието тоа не го стори, а одлуките на Уставниот суд го имаат истиот правен ефект како и законот и се конечни за секого, вклучително и за ДИК. Аргументите на иницијаторот со кои оспоруваше уставноста беа дека со донесување на правилникот е направена повреда на изборниот законник и на неколку членови од Уставот. Подносител тврдеше дека иако изборните рокови се во тек, ДИК постапиле надвор од своите овластувања и со подзаконски акт пропишале услови за остварување на избирачко право на граѓаните да учествуваат во вршење на јавни функции.